Стопанската комора на Република Северна Македонија се одлучи да даде свој придонес во унапредување на овие вештини. И во рамките на Советот за унапредување на високото образование се креираат 3 модули за образование, за креирање на лидерски вештини, за развој на мали и средни компании, стартап бизнеси и унапредување на извозот со крајна цел стварање на институт за извоз. На тој начин комората сака да даде свој придонес во најбитниот елемент за развојот и растот на македонската економија, развојот на компаниите и благосостојбата во општеството. Во Стопанската комора можете да најдете менаџери од различни сектори кои што имаат пребогато искуство во она што го прават. Стопанската комора оди чекор понатаму во надградбата на човечкиот капитал и тоа токму го прави преку овој Совет за унапредување на високото образование. Практично во овој проект на Советот ќе се оди со практични обуки, едукации и со многу други средства со кои што ќе се обидеме да добиеме што подобар производ во човечкиот капитал. Седам дека ќе биде особено значаен за младите луѓе од средните нивоа на менеджментот во нивната подготовка за преземање на водечки роли како врни менаџери во компании. Од моето собствено искуство знам дека е тоа квантен скок во развојниот пат на секој млад човек кој сака да оди понатаму. Тоа е една транзиција каде што од оперативни улоги во одредени помали функционални целини во компанијата преземате улога да водите компании каде што мора да се има пошироката слика во предвид, да се перцепира, да се опфати таа слика и да се биде свесен за влијанието на тие одлуки врз целината на компаниите. Тоа е транзиција од организатор кој што решава оперативни проблеми, контролор на луѓе кои што му се доверени, кон лидер кој што треба да ги мотивира тие луѓе да заедно одат напред во развојот на компанијата. Или, ако дозволите да употребам еден пример, менаџерот добива задача со својот тим да се искачи на одреден рит. И негова задача е тоа да го организира и да го направи на најефикасен начин. Лидерот е тој кој што треба да размисли и да одлучи кој рит. Оваа програма го поттикнува доживотното учење, што е есенцијално за секој кој што сака успех. Изборот на теми го надополнува просторот кој можеби до сега беше недоволно покриен, за да го следи брзиот светски развој, но и потребата на пазарот на труд. Посебно ја поздравувам иницијативата која ги вклучува малите и средни компании, како и стартап компаниите, кои ги гледам како срцето на нашата нова развојна економија. Оваа програма во поширок контекст ќе го зајакне бизнис секторот и ќе го развие вредностниот синџир на нашите компании домашно, регионално, но и на глобално ниво. Стопанската комора на Северна Македонија ќе биде адекватен партнер во надополнување на ова потребна работа на пазарот на труд. Пополнува една празнина која што на еден и друг начин се чувствуваше токму врзана со едукацијата на бизнисмените. Велам, тука ги опфаќам и предприемачите, собственици на мали и средни предпријатија и менаџерите во големите предпријатија. Сите предавања и овие курсеви предвидуваат теми кои што на еден и друг начин укажуваат на лични примери на успешни предприемачи и менаџери кои што постигнале врни резултати во своето работење. Тие успешни прикази се клучни за успехот на бизнисот. И мислам дека трите теми се извонредно добро одбрани, селектирани. Во пракса се соочуваме во тоа да на маса, да речеме, во разговори во бизнис секторот на локално, на регионално ниво, ќе видите дека на маса ќе ви седнат 15 на 20 на менаџери, сите со сертификати, дека поминале таква една неформална обука, во себе си носат одредено искуство нормално во сегментот во кој што го работеле. Меѓутоа, кога гледате, иако очекувате дека сите тие би зборувале со изјазик и многу лесно би се разбрале, ќе се соочувате, односно реалноста покажува дека не е баш така. Стопанската комора ги има тие информации и точно знае, ги има детектирано кои се потребите на компаниите во делот на кадри, почнувајќи од најобичен работник, стигнувајќи до самите топ менаџери во компаниите.
Ваквиот тип на унапредување на образованието ќе создаде нови кадри, нови вештини и кои ќе бидат спремни да се соочат со предизвиците, најновите предизвици во нашата економија, но и глобално. Од аспект на искуства, од аспект на систематско надоградување на знаењето и од аспект на иновативност, сметам дека оваа иницијатива ќе придонесе во развојот на нашата економија. Сите земји на светско ниво што покажале зајакната развиеност имат инвестирано во човечки капитал.